За да се спречи ценовниот шок со поскапување на горивата, владата донесе одлука да се намали ДДВ-то за горивата од 18 на 10%. Тоа во пракса значи дека без оваа мерка дизелот ќе поскапеше и над 10 денари. Сега ќе оди нагоре само околу 3 денари. Бензинот пак останува речиси ист. Мерките ќе траат 2 недели, а според пресметките, дневно ќе се штедат околу 200.000 евра пари, што инаку ќе одеа за поскапо гориво. Со ова можам да кажам дека на граѓаните им заштедуваме од прилика околу 200.000 евра на ден или некаде околу 1.500.000 евра седмично, имајќи предвид дека просечната потрошувачка е некаде околу 1.600.000 литри, од кои што 1.200.000 литри се дизел гориво, од прилика 75%, а останатите 400.000 се бензини 95 и 98 октански. Покрај ова, владата води дополнителни разговори со ОКТА за зголемување на попустот што го дава на трговците. Во моментов намалувањето изнесува 2 денари по литар. А очекувам дека во текот на утрешниот ден Министерката за енергетика, минерални суровини и рударство ќе разговара со директорот на ОКТА за да се зголеми овој попуст, односно рабат кој што тие го даваат на трговците, кои што нормално се нивни комитенти, односно нивни корисници. Тогаш очекувам да во суштина имаме и пониска цена од оваа максималната која што ја определува регулаторната комисија за енергетика, која што би била за до 3 денари пониска во делот на горивата, односно бензините 95 и 98 октанскиот, а за дизел горивото од прилика да немаме зголемување на цената која што и досега беше 92 денари. Според премиерот, Македонија енергетски е стабилна, има доволни количини јаглен, акумулациите се полни 40%. Единствен предизвик за владата е цената на мазутот. Државата планира да интервенира со околу 2000 тони мазут за АДСМ. Целта е да се зголемат трошоците и да нема поскапување на струјата за граѓаните. Во функција се блоковите во термоелектраната Битола 1 и 3, на депонија во Битола имаме околу 80.000 тони јаглен, во Кичево околу 160.000 тони. Акумулациите се на ниво од 40%, или тоа би било доволно за се да престане тие само да работат за некаде од прилика месец дена да имаме доволно електрична енергија. И додека цените на горивата дивеат во светот, Македонија има најниски цени на дизелот и бензинот од земјите во регионот. За сега не е проблем што странци од околните земји точат гориво кај нас. И тоа во овој момент не се забранува. Во однос на цените во маркетите, премиерот најави засилени контроли на пазарот и предупреди дека во време на криза нема место за злоупотреби. Порача дека трговците и производителите мора да се однесуваат одговорно.